Универзитетот Свети Кирил и Методи и Солунскиот Аристотел универзитет подпишаа договор за соработка во областа на образованието, науката и културата во рамките на областите застапени на двата универзитета. Вие сте со саботното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Околу 2500 лица во Македонија се со аутизам, а околу 12.000 влегуваат во аутистичниот спектар. Колку е важно образованието за да се изгради една личност? Здравата исхрана, лек за стрес и анемија. Македонците се почесто купуваат онлайн. Во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но се проценува дека има 2500 лица со аутизам и 12.000 кои влегуваат во аутистичниот спектар на нарушување, велат од Сдруженијето Во мојот свет. Причините за појавата на аутизмот според последните истражувања можно е 4 до 6 гени да се одговорни за појавата на аутизмот. Андријана Димитриевска. Аутизмот представува развојно нарушување на личноста кое влијае на можноста на личноста да одговори на социјалните контакти, да комуницира, стереотипно и повторувачко однесување. Аутизмот се карактеризира со потешкоти и во социјалната интеракција, нарушување на говорот и јазикот, недостаток на контакт со очите, немаат креативна имагинација, како и стереотипно однесување. Причините за појавата на аутизмот според последните истражувања можно е 4 до 6 гени да се одговорни за појавата на аутизмот. Од Сдруженијето Во мојот свет посочуваат дека во Македонија не постои официјален регистар на лица со аутизам, но се проценува дека има 2500 лица со аутизам и 12.000 кои влегуваат во аутистичкиот спектар на нарушувања. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека во соработка со Министерството за здравство почна реализацијата на идејата за воспоставување национален регистар на лица со аутистичен спектар на нарушувања. Се надеваат дека националниот регистар ќе биде појдовна основа за креирање национална стратегија за справување со аутистичниот спектар на нарушувања. Очекуваат и да се зголеми свеста на јавноста и на професионалците за овој проблем, да се унапреди едукацијата на стручните кадри за работа со деца и лица со аутизам и да се формираат што поголем број специјализирани центри за лица со аутизам. Ниту едно човечко суштество не може да води достоинствен живот без образование кое ги насочува луѓето како да размислуваат и да носат правилни одлуки и е дел од потребните состојки за еден човек да се чувствува комплетен. Целта на образованието не е само да всади некои знаења во личностите поединечно. Образованието има многу поголема цел и улога во општеството, односно да ја формира личноста на еден човек. Многу е лесно да се објасни важноста на образованието. Ниту едно човечко суштество не може да води достоен живот без образование. Образование е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување на различни содржини во зависност од возраста и потребите на поединци. Образованието покрај образовните содржини вклучува и воспитни. Најзначајна образовна институција од образовно-воспитен карактер е училиштето. Училиштето е мост меѓу семејството и општеството како целина. Училиштето го подготвува детето за неговата улога. Образованието е всушност израз на социјалниот систем. Тоа да не значи еднакви шанси кои отвораат можност за менување на положбата кај некои поединци кои стекнале со раѓање или наследство. Стекнатите знаења и образовните вештини се многу приемливи и корисни во практичниот живот. Иако лицата се стекнуваат со знаењата индивидуално, тоа е богатство на сите луѓе во општеството. Образованието ги насочува луѓето како да размислуваат, како да функционираат правилно, како да носат правилни одлуки. И на крај само образованите луѓе можат максимално да го искористат својот потенцијал. Образованието не подразбира само тренирање на умот. Образованието е дел од потребните состојки за еден човек да се чувствува комплетен. Преку едукација исто така се развиваат чувствата за сопствена култура, почитување на принципите и солидарноста. Преку образованието се обликува свеста и гледиштето на поединецот, кога станува збор за процеси во општеството и системот на власта. Сите образовни системи се базираат на познавање на историјата на општеството.
Преку образованието човекот може да се изгради сопствен идентитет. Образованието во животот е важно колку што е важна и храната. На почетокот учиме како да комуницираме со другите, како да се спријателуваме. Во прво оделение децата не само што ја учат азбуката и бројките, туку учат и како да се однесуваат во друштво и како да се дружат. Понатаму децата се соочуваат и го спознаваат чувството на конкуренција и желба, како и другите слични емоции и чувства. Исто на училиште се учи и да се контролираат истите тие емоции и чувства. Мала интервенција со која ќе се прикаже ефектот на важноста на образованието може да има голем удел во зголемување на веројатноста дека децата ќе поминат време во изработување на домашната задача и дека учењето ќе го сватат како инвестиција во нивната иднина, наместо стравот кој се вмешува во нивните животи. Многу мали напори може да влијаат врз академската иднина на децата. Неуспехот на децата да ја видат поврзаноста на нивниот идентитет како возрастни и нивните сегашни активности ги става во ризик од слаб успех на училиште. Преку силен образовен систем се менува структурата на општеството, на семејството и професијата. Целта на образованието не е само да всади некои знаења во личностите поединечно. Образованието има многу поголема цел и улога во општеството. Образованието е еден од важните фактори кои формираат личноста на еден човек. Образованието е продуктивен и користен фактор во животот на една личност. Тоа е право на секој човек на планетава. Во Република Македонија гимназиско образование се организира во 42 јавни средни училишта, а стручно образование има во 65 училишта, од кои во 27 средни училишта на Република Македонија има гимназиско и стручно образование, а во 38 средни училишта има само стручно образование. Навиките во исхраната не се променети во последниве 20 години, но темпото на живот е променето. Причинител за многу болести е стресот, а неговите последици може да се намалат само со здрава исхрана. Елизабета Дамјановска. Масните хамбургери и пити да се заменат со здрави продукти со висока нутритивна вредност. Ова го препорачува доктор Нела Деспотовска од компанијата за здрава храна Виталија. Според зборовите на доктор Нела, најважно е првиот контакт на организмот со храна, рано наутро, да биде овошен, а појадокот скоро секогаш полн со витамини, јагленохидрати, житарици и белковини. Сепак, тоа не значи дека треба да се откажете од сите масни намирници, но наместо мрсното месо, полномасните млечни производи, како и кокосовото и палминото масло, треба да се изберат мастите кои не се заситени, а понекогаш, како исклучок, а не правило. Дозволено е да се наградите со висококалоричен оброк, но само доколку сте биле принципиелни и дисциплинирани во период од најмалку една седмица. Брзиот динамичен живот наметнува сосема поинакви нездрави навики, кои што ги опфаќа не само возрастните, туку и најмладата популација. Во денешно време, значи, младите повеќе сакаат да консумираат готови оброци, брза храна, така наречена junk food храна, во која што спаѓаат хамбургерите, пржената, компири, газираните пијалоци, индустриските сладки. Тоа се се производи кои што ако секојдневно ги консумираме, даваат негативни ефекти врз нашето здравје, кои што децата додека растат и се развиваат, не ги осеќаат тие проблеми, но покасно во подоснежните фази од развој веќе доаѓа до одредени компликации, како што се често пати кај децата зголемена телесна тежина, значи обезитас, појава на шеќер, односно диабетес, како резултат на лошата исхрана доаѓа до почеста анемија, значи слабокрвност, појава на покачен притисок, масноти и многу чести се сега алергиите кај децата. Навиката за конзумирање на здрава храна со високи хранливи вредности и со низок процент на масленост треба да се изгради уште од најмала возраст и токму затоа е важно родителите да внимаваат како ги подготвуваат оброците за децата, но и за целото семејство. Децата својот позитивен пример го препознаваат во своите родители, а тоа е причина повеќе да се работи на зголемување на свеста кај родителите од потребата за здрава храна, додава доктор Нела. Потребата за внесување здрава храна треба да се бара во промената на навиките во живење. Навиките за исхрана не се променети во последниве 20 години и начинот на исхрана останал ист. Стресот, работата под притисок и брзото темпо на живот дополнително негативно влијаат врз организмот и се причина за висок крвен притисок. А ако не можеме да го избегнеме стресот, можеме да ја избегнеме лошата исхрана. Поволните услови за водење електронска трговија во Македонија и бројот на e-трговци е во нагорен тренд. Македонците се помасовно се одлучуваат за онлайн шопингот. При купувањето преку интернет најважни им се цената, квалитетот и сигурноста. Ивана Митковска.
Брзиот начин на живот, достапноста и присутноста на потрошувачот на интернет, како и можноста да се купува само со еден клик, направи електронската трговија во Македонија забрзано да се развива. Трговијата во Македонија веќе станува своевидна индустрија, а тоа го потврдуваат и големиот број онлайн продавници, кои се отворија изминатите 2 години на македонскиот пазар. Од десетина електронски продавници во 2009 година до 2012 нивниот број се зголеми на 250. Брзиот начин на купување и доставата до дома се предностите кои потрошувачите ги користат при онлайн набавка на производи. За нив сигурноста при купување, заштитата на нивните лични податоци при користењето на кредитните картички, како и квалитетот на производот се уште се приоритетни во одлучувањето дали да се осудат да пазаруваат онлайн. Во последните неколку години на македонскиот пазар никнаа стотици интернет продавници, XMK, Купи книга МК, Групер, Тренди и уште многу други, кои се уште еден доказ дека и македонците масовно се вклучуваат во онлайн шопингот. Поред последните статистички податоци, од интернет корисниците во Македонија, кои во последната година пазарале на интернет, македонците најмногу купувале облека и спортска опрема, 29,8%. 19,4% од корисниците интернетот најчесто го користеле за плаќање на хотелско и друго сместување за одмор. Потоа купувале производи за домакинството во 18,4%, додека 17,7% од нив на интернет купувале книги, весници, списанија или електронски книги. Интернет потрошувачите најмалку користеле електронска трговија 1,1% за купување акции, осигурувања и други финансиски услуги. Ако се земе предвид интернет пенетрацијата во Македонија, која според последните податоци изнесува 58,1%, а која континуирано расте, може да се заклучи дека бизнисот со електронската трговија ја има основната предиспозиција за успех. Според податоците, минатата година 50% од деловните субјекти имале сопствена интернет локација, а 10% од нив овозможувале и онлайн нарачки. Освен онлайн продавниците за групно купување, уште еден актуелен тренд се Facebook продавниците. Ако се земе предвид дека Facebook е најпосетуваната интернет страница во Македонија, поради своите повеќе од 800.000 корисници, се чини дека овој концепт има светла иднина. Инаку продажбата по пат на електронска, односно онлайн трговија, започна силно да расте во 2011 година. Според спроведената анализа од Британскиот центар за истражување на малопродажбата, онлайн продажбата минатата година во Европа пораснала за 18,2% во однос на претходната година, а сега представува 7,8% од вкупната малопродажба на континентот. Додека интернет продажбата во Соединетите Американски држави минатата година пораснала за 12,8%. Веќе четврта година поред, европскиот онлайн пазар расте побрзо од американскиот. Се проценува дека европската интернет продажба оваа година ќе порасне за 16% и ќе достигне 233 милијарди евра, што представува 8,8% од вкупната малопродажба во Европа. Во останатиот дел на урбаните вести ќе гледате. Спорт. Роналдо го советува својот сонародник Неймар да направи трансфер во Европа. Српските представнички на овогодинешната Евровизија се во трка за најубави пејачки на надпреварот. Роналдо го советува својот сонародник Неймар да направи трансфер во Европа. Ова е само една од спортските вести кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.